левица. Да. Излеговте пред неколку дена со една македонска платформа. Дали тоа значи на некој начин ја подотварате вратата за коалиција, можеби со ВМРО да помане за идна влада? Левица е формирана за да биде власт, не е формирана за да биде опозиција, но не власт по секоја цена. Што значи точно оваа македонска платформа? Македонската платформа се однесува на 5 точки на кои што се работи во изминативе 30 години. Тоа се 5 столба на државноста на Македонија. На тие 5 столба континуирано се работи, тоа се разградува, тула по тула се разградува државата и со тоа повеќе нема компромис. Тоа дефинитивно ќе биде услов за кремање рака на пратеници. Тоа е вашата црвена линија. Црвена линија нема, од тоа нема попуштање, од тоа попуштање до кај дојдовме. Повеќе не смееме да попуштаме, нешто не смееме да попуштаме, туку сега треба да одработиме, да го вратиме на нас унитарноста ни е нападната, на нас суверенитетот ни е нападнат, на нас инсигниите уопште не ни се почитуваат и тие 5 точки, мислам дека треба да биде една општо прифатена платформа на сите партии за, знаете, после секој парламентарни избори на маса се стават, во моментов има две платформи, она врховистичка, оние бугарски уцени, оние уцени од тиранска платформа и нашиве две најголеми партии до сега ја распродаваа на тацна, кој ќе даде повеќе. Тоа беше државата ја става на аукција како услов за да се направи влада. Тоа веќе не може, мора сите македонски партии да си дадат збор и да прифатат ваква платформа. Овие 5 столбови на државата не се за преговарање. Ќе преговараме за економија, ќе преговараме за здравство, ќе преговараме за социјала, за се, но државноста не смее да се напаѓа. Ова е токму тоа, заштита на овие 5 точки. 5 точки се унитарност, територијален интегритет и суверенитет, државни инсигнии, секуларност и идентитет. Така. Доколку биде прифатен дел не, дали сте подготвени на компромис? Не, од овие 5 точки нема подолу, нема никакво попуштање. Ова ќе биде основа. Ние имаме плюс и некои други услови, имаме 30 кривични пријави во овие 4 години за функционери на СДС и на ДУИ кои што седат во ФИОКа и тоа и нивно процесирање ќе биде услов. Башка после избори, ние предизборни коалиции во никој случај не поддржуваме, затоа што тоа е таква една штетна антисистемска работа, значи тоа има возможност живот на овие маливе сателит партии кои што први го напуштаат бродот пред секоја промена на власт. И они преговараат за директорски места, не знам, за министерско место, за партиски вработувања. Ние тоа нема да го направиме, ако сакавме тоа да го направиме, до сега можевме 100 пати да го направиме. И тоа им го возможува овој систем кој што дозволува предизборни коалиции. Што добиваме на крај? Ние добиваме пратеници во собрание кои што доколку би оделе сами на избори, они не би собрале ни 2-3 илјади гласови, они немаат никаков легитимитет, а тие луѓе на крај ти креваат рака, ти менуваат тиме, решаваат илјадници судбини, тоа е многу штетен систем. Така кај нас и тоа не е у програма укинување на тие предизборни коалиции, а постизборно се знае како се прави коалиција, колку вредиш, колков процент врз основа на тоа, толков процент од твојата програма треба да влезе во владината програма. Тоа е принципијална коалиција, други се сточен пазар коалиција, така да значи, ние ќе имаме дел согласно нашата тежина, дел од нашата програма, процентуално најнормално колка уште ќе ни биде тежината. Оваа платформа и оние 30 на кривични пријави, тоа ќе биде услов. Ние не бараме преку леп погача, ова се што го бараме за јавен интерес и доколку идната влада не зависи од нас, ние не би влегувале во таква шема, тоа ќе биде само... Би останале опозиција. Па фала Богу, би ни го навлекле нивниот прљав веш. Ние пиеме вода, нашата партија живее за тоа што ние не сме извалкани, не носиме политички багаж. Ние не бегаме од одговорноста за власт. Ама не влегуваме во власт по секоја цена. Ако таа власт не зависи од нас, зошто они нас да не слушаат? Зошто? Немаат потреба да не слушаат. Они единствено нас би не слушале доколку би имале страф со наше излегување од таа влада да падне таа влада.
Кога сме ке програмата, имате, еве да кажем, најразлична програма од сите останати, можеби. Укинување на договорите, тука подразбирате Охридски, Бугарски, Преспански, излез од НАТО. Дали сметате дека доколку се направат овие работи, би имало некакви реперкусии врз државата? Не, што ќе направат? Ќе не бомбардираат? Тоа ли е демократското НАТО? Ако не сте со нас, ќе не да не бомбардираат, него во однос на економската гледна точка, во однос на сојузите. Видете, не треба далеку да одиме, само треба да ја поминеме северната граница на Македонија. Србија игра со сите. Кротко јагне од две мајки цица. Оди у Брисел, Вучич се враќа со, не знам, неповратен грант од не знам колку милиони, милиарди. Оди у Кина, не знам каков ефтин кредит. Ние се попуштивме. Име дадовме, устав 100 пати меневме, се откажавме од малцинства, што е сулудо во 21 век да го правиш. Прифаќаме некои договори од 21 век, подпишуваме договори кои што третираат историја. На ова ќе се смеат на правните факултети, на катедрите по меѓународно право. Ние ќе видиме пример за студентите по меѓународно право како не треба да се подпишуваат договори. Што не прифативме? Прифатија тирански платформи, сега прифативме овој понижувачки договор со Бугарија, од него произлезе француски предлог и на крај не добиваме ништо. Нашите политичари кога ќе одат во Брисел само ги тапкаат по рамо. За да те сакаат другите, прво треба сам себе да се сакаш, а светот е поголем. Многу е лошо овој наратив запад или смрт. Не е запад или смрт. Светот е поголем, треба да играме со сите и да не се караме со големите. Знаете, во ретерно нашата држава, како така, сите овие изминати години се градеше врз сите овие стратегии кои што сега ги имаме. Затоа ве прашам, дали би имало некакви реперкусии, дали сметате дека може да има? Знаете што, меѓународниот поредок е базиран на правото на самоопределување. Самоопределување значи еден народ да се самоуправува на својата територија под еднакви услови да соработува со сите други. Тоа е базата на овој меѓународен поредок. Ние ако сакаме да соработуваме со сите други, што е проблемот тука, не знам, што е толку страшно. Ние тоа го влечеме и одаснов, знаете, наснов кога е формирана Македонија, на Пелинце знаете што стоело, знаме на Советски сојуз, знаме на Велика Британија, знаме на Соединетите Американски држави. Играш со сите. Ние се скаравме еднаш со Кина, тајванската милиарда што беше, и што ни се случи после тоа? Умпредеп имаше војска од Охрид до Куманово, цела граница со Косово и Албанија. Кина, кој им помина мандатот, Кина, пошто е постојана членка на Совет за безбедност, они памтат, нивната дипломатија не е ден до пладне кој нашата. Ние на Сабајле едно решаваме, до поручек ја менуваме тотално, тоа се прави стратешки на долги стази. Кина ги повлече, не дозволи да се вратат, да се продолжи мандатот и после ни се деси 2001 и еве сега ги трпиме последиците од 2001. Со големите нема закачени. Ние сме многу мала држава, ние не треба да се пикаме таму кај што се судираат големите. Ние не можеме ништо да смениме во светските конфликти. Не сме ние голема држава, не можеме ништо да смениме, но го имаме секое право ние во тоа да не учествуваме. Доколку не сме членка на НАТО, сметате дека треба да бидеме воено неутрална држава? Дефинитивно, воено неутрална. Ние и претходно бевме во партнерство за мир. И немаше потреба да влегуваме. Ние бевме под чадарот на НАТО. Зашто не обутаа на сила во НАТО? Партнерство за мир е организација на НАТО. Ние веќе бевме покриени по тој чадар. Зашто на сила влеговме? Ние сега добивме само 200 милиони годишно, треба да издвојуваме од нашиот буџет за војска. Еден нов клинички центар е пресметан на 400 милиони евра. А ние две рати што ќе ги платиме таму еден клинички центар. Ние сме сиромашни до коска и плаќаме 200 милиони за кеф на некоја империјална воена сила и праќаме војска во Пакистан. Што ми сгрешил мене некој во Пакистан? Ние тука болниците ни се распаѓаат, нивите место производи, место храна произведуваат точе, фабрики ни се окупирани од олигарси, еве фени на секој 5 години у Кавадарци го носат во стечај и тоа е во соработка со влаштодржците со цел вишокот профити да ги исфрлат на офшор
на офшор сметки. И на секој 5 години државата останува, профитите одат кај странски газди, останува државата со куп стечајци, проблем, тој е проблем. До вчера си имал еден куп вработени, денес ти се стечајци и тоа загадување што го прави Фени, тоа јаловиштето. И сега ти имаш таква ситуација кога фабриките ти се окупирани од олигарси и наместо произведуваат стечај и загадување, имаш запуштени ниви, имаш распаднати болници, 200 милиони годишно ќе даваме ние за НАТО, за да војуваме, не знам, со Русија, со Пакистан. Тоа е сулудо, тоа не е реално. Нашите традиции не се империалистички. Народните традиции македонски се слободарски и левичарски. Значи, нашите предци на прв Илинен има парола слобода или смрт, како вика Делчев. Се бориме за слободна Македонија со широки права на сиромашното население. Се бориме ние за олигарси за да влегуваме во воени сојузи. Втори Илинен се бореа за под парола слобода на народот и смрт на фашизмот, слобода на народот и создадаа национална држава, фала Богу, на социјалистичка и работничка, не олигархиска и поробувачка. Ова е спротивно на се, на нашиот вековен сон. Гинеа македонци да создадат држава која што ќе биде од корист на народ, не што ќе биде од корист, не знам, на олигарси, на поима немам какви западни интереси. Ова е надвор од памет. Јас кога ги слушам овие приказни, НАТО, запади, не знам што, мене мачнина ме фаќа, јас 30 години живеам во ова, младоста ни помина, кога ќе видам наши врсници од светот што имаат и како живеат и какви услови имаат, а ние тука цел живот слушаме ЕУ, НАТО, дај друже дома да се средиме ние. Никој од надвор не доаѓа да не среди, дури има едно писание од 43-та од Кочо Рацин, вика, уште има такви кои чекаат, вика, борбата е тешка, душманинот јак, но има уште водачи слепи кои грешка го водат народот, кои чекаат некој од надвор да дојде да им даде слобода, да им даде живот. Ја спомнавте лошата состојба во која што живее македонскиот народ, особено младите, токму поради тоа, наназад долг период имаме огромна миграција. Така. За овие 30 години се изнаслушавме различни муабети од типот дека вака ќе биде, така ќе биде подобро, но никако да стигне тоа подобро утре за македонскиот народ. Како еве граѓанинот да ви верува, дали вас, дали на останатите кои што ветуваат, дека нешто ќе биде поразлично од како што е сега. Едноставно младината живее во апатија и токму затоа ја напушта Македонија. И не се враќа назад. Знаете што е трагедијата? Миграцијата на младите, тоа е светски тренд, тоа нема... Ами стари заменуваат во моментот. Нема никого да сопре. Мене ме боли тоа што нешто одат. Ме боли тоа што дома немаат опција. Тоа е страшното. Инаку како ние... Како ќе ја стопирате миграцијата? Ние имаме реални, но радикални мерки, да не се лажиме, без радикални потфати во секоја сфера од заедничкиот живот. Ние похумано, посолидарно општество нема шанси да направиме. И ние предвидуваме државна интервенција, сериозна државна интервенција, и овој мит за слободен пазар што ни го продаваат, еве до кај не донесе, значи се вози на профит бейс логика, а се што е профитабилно не значи дека е за јавен интерес, се покажа и дека е на штета на јавен интерес. Во стопанството предвидуваме рестартирање или отварање на државни профитабилни компании во секоја стратешка гранка од стопанството. До сега се викаше дека државата е лош стопанственик. Оваа држава, ако е лош стопанственик, 90% од се што е направено од системот кога предпријатијата беа државни. Ние сега тоа не можеме ни да го обелиме. И еве сега, оваа држава направи 3 декади самостојност, нема стигнато да го обели тоа што е направено од првиот систем и дури уште не може ни да го разгради тоа што е направено во тој систем. Така да се предвидува државни градежни фирми кои што ќе треба да ги градат нашите патишта, автопатишта, хидроцентрали. Ние сега имаме, например, тендер систем. Знаете колку е лош тендер системот? По тендерска постапка, приватниот треба да понуди најниска понуда. Знаете што значи најниска понуда? Најниска понуда значи од старт најнеквалитетна понуда.
Тоа е толку ниско, што од таа ниска понуда он треба да си пресмета да има и нешто профит за него. Значи и во изведба ќе биде катастрофа. На крај ние добиваме најнедобар, а тоа ќе биде поскапо доколку тоа го прави државата. Државна фирма тоа би го правила без profit-based логика, да ги покрие трошоците. Ние ќе добиеме поевтина варијанта во тој случај. Добро, и тоа државно предпријатие мора да има заработка. Во случајот кога ќе прави работи кои што се јавни, патишта, автопатишта, хидроцентрали, не мора, може да прави само обрт. Да покрие трошоци, плати, се што треба, затоа што ќе работи за јавен интерес. Кога ќе се пушта на пазарот, ние нема да го киниме пазарот, тоа ќе може да работи и на пазарот. Кога ќе работи на пазарот, ќе има заработка, фала Богу. Ама нема да има тендер систем за градење на патишта, автопатишта, на хидроцентрали, тоа што е стратешко во државата. Тоа е во градежништвото. Исто и имаме предвидено државни предпријатија кои што ги произведуваат нашите лекови. Знаете што прави сега? Сега ние имаме прекупци, фирми кои што купуваат од страна лекови и нас не ги препродаваат за профит на поскапо. Зашто ние да немаме фирма која што ќе може да ги произведува тука? Знаете, тоа е економско правило, ако можеш нешто тука да производиш, не го купувај од страна Тодор да дојде до тука, ќе му рипне цената. Станува збор за лекови, ние не може да бркаме профит кога е во прашање нешто толку базично и суштинско ко лекови. Има една добра одлука на АСНОМ, така што вика... Сакате да кажете дека лековите ќе бидат бесплатни? Бесплатно нема ништо. Тоа ќе биде направено во системот, трошок на државата? Да, дефинитивно. Лекувањето исто така имате бесплатно здравство во програмата. Дали тоа ќе значи доколку некоја услуга не може да се даде во државна клиника, дали истата би се покрило државата во приватна клиника или лекување во странство, кое што сега на некој начин се изведува со собирање на пари преку SMS порак на социјалните мрежи. Тоа е трагедија. Видете, секаде каде што има мешан систем приватно и државно, тоа е катастрофа за здравството. И тука немаме компромис, а што се однесува до лекување во странство, тоа не е ништо ново, фала Богу, ние не сме развиена земја. Дај Боже ние да успееме наместо 200 милиони да даваме годишно за војни по светот и за војска, да даваме за здравство и да развиеме методи за лечење на се што има да се лечи и тука кај нас. И некуда тогаш нормално дека ќе се лечат во странство луѓе. Имаше еден пример во Исланд, во Исланд, ова го прочитав на Facebook, гастарбајтери заминале, им се раѓа дете со срцева мана и одат на болница, им кажуваат дека е ретка болест, дека во Исланд тоа го нема, луѓето си доаѓаат дома избезумени, од болница веќе пријавиле во социјален работник доаѓа, ги средува сите документи, они без ништо да пипнат, државата обезбедува операција во Шведска, го носат, го оперираат, детето е живо и здраво и луѓето напиша, ние во Исланд сме никој ништо. Тоа треба да го направиме. Да се вратиме малку и на економијата, претходно билиќи ова е земјоделски крај. Так. Пелагониско и Прилепско. Пред неколку денови кога бевте тука во Прилеп, спомнавте планско производство на земјоделието, но исто така и таму отворање на државни фирми кои што би држале некаков баланс во целата таа гранка. Знаете, тоа се вика во Кина го викаат тоа социјализам со кинески карактеристики, ова ќе биде социјализам со македонски карактеристики, значи во секоја стратешка гранка од стопанството да има едно профитабилно државно предпријатие кое што ќе води и кое што ќе диктира цената. Така. Во земјоделието имаме предвидено дефинитивно планско производство. Земјоделието е денес казино земјоделие. Луѓе инвестираат пари, вложуваат труд и на крај се тресат дали оваа година производот ќе оди по добра цена. Дури во казино им е и подобро, нема труд, ќе оде ќе ги стави на коцка парите, црно или црвено ќе биде. Ако изгуби, барем не се мачела, тука и пари губи и труд губи. Тоа така не сме. Џабе веземе ако не е планско земјоделието и предвидено ние планско производство врз основа на сериозна експертска анализа со цел да немаме вишоци на производи. Оти ако има вишоци, паѓа цената, така.
па и да немаме недостаток на производи. Втора работа, што треба подитно да се направи, е да дестимулираме увоз на земјоделски производи. Југославија, например, беше 20 милиони народ. Ама немаше увоз. Ние останавме на 2 милиони народ и имаме увоз. Тоа е катастрофа за земјоделството. Мора да дестимулираме увоз. Мора да ја разбиеме онаа зелената кванташка мафија. Тоа се оние прекупци. Јас потекнувам од земјоделска фамилија, тоа се трагедии. Вие не знаете што се случува од кога ќе го произведите и кога ќе ви дојдат трговците со одначите. Тоа таму не знам јас како до сега, ние сме многу мирен народ, не знам како до сега некој нема настрадано. Они прекупците, овој прекуп им овозможува на прекупците огромни профити, а на земјоделецот му остава ништо. Знаете, таа зелена мафија мора да се разбие. Предвидуваме државни откупни центри, не приватни, државни откупни центри, ладилници од кои што ќе се снабдуваат со храна, војска, пак не на тендер систем, нема што тендер систем, со домашно производство на храна ќе се снабдува армија, ќе се снабдуваат градинки, ќе се снабдуваат болници, ќе се снабдуваат училишта и мензите во јавните предпријатија. Ова не е ништо ново, ова се го имало во Југославија. Ние не измислуваме. Топла вода, стоковите резерви, ние сега ќе снема жито, ќе купуваме од Србија, ќе се молиме некој да ни даде, не. Полето е празно. Ќе си направи државата унапред договори по одредена цена и количини со домашните земјоделци, од таму ќе се полнат стоковите резерви. Тоа така ние ќе ги стимулираме нив да произведуваат. А не ние ќе чекаме некој да ни донира или ќе треба уште полошо да си купиме, дур полето не е празно. Тоа не смее да биде. Токму така, пред известен период правевме и како медиум една сторија за 2023 година според Државниот завод за статистика како држава сме дали скоро 1 милијарда евра за увоз на храна. Трагедија. А од друга страна за 10 години се дадени 1,5 милијарди евра субвенции кои што се дадени не за развојна компонента во земјоделството, него за одржување на оној социјален мир. Дали ќе воведете нови субвенции, односно нов начин на субвенционирање на земјоделството? Ке се субвенционира за машини, материјали, не гола пара за купување социјален мир, и ќе се укине субвенцијата на големите приватни фирми кои што произведуваат земјоделски производи. Значи, нас ни треба да го расшириме производството, а не да го сконцентрираме во неколку фирми кои што се малтене феудалци. Еве, Тиквеш ги има земено сите државни поранешни што беа на големите винари земјишта. Се што е плодно земјиште. Значи, не можат да пркнат луѓе ништо, нити може да добијат. Дури ни субвенции не може да добијат, нити помош од страна може да добијат, не исполнуваат услови. Се им зимаат големите и затоа имаме предвидено и аграрен максимум. Аграрен максимум, тоа се предвидува максимум колку некој може да поседува земјиште. Оти ако нема максимум, еве што се случува. Ние создаваме нови феудалци, нови тајкуни, нови големопоседници кои што сакаат да го поседуваат целото земјоделско земјиште. Ние ќе се вратиме во феудализам со ова. Не да го развиеме земјоделството, ќе оттепаме државата до толку и тоа што го произведуваме ќе го нема, а тие големи баш им гајле, они произведуваат генерално за странски пазари. Државата мора да биде самоодржлива. Ние мора прво да произведеме за себе, а после државата мора да се вложи да најде странски пазари. Имаме многу за зборување, но во интерес на времето е уште неколку точки за што ги имате предвидено за економијата. 6 часовно работно време и изголемено породилно отсуство, прогресивен данок за богатите. Така. И имавте исто така поврзано со тоа е прохибиција на брзи кредити и коцкарници. Да, тие брзи кредити тоа е лихварство, и тоа живее само во ситуација кај што има очај. Тоа не може така, тоа мора да заврши. Не само тоа, и на нас, кај нас и банкарскиот систем е лом. Значи, ние поднесовме, Апасиев и Крмов поднесоа закон за добар ден во банка, кога влегувате ви бараат провизија за одржавање на сметка, толку. За извод, не знам, 100 денари.
за отварање на сметка, за затварање на сметка, па не знам колку пари изимаат провизии банката и на крајот имаат нездрави милионски профити, од кои што народ нема никаков фаер, тука мора да има на државна банка, тоа е завршена приказна. Банка што не е профитабилна не постои и они прават пари од ништо, тоа е врвот на капитализмот е банкарството и таа мора да има на државна банка и овие мали лихварски вакви брзи кредити, ова само го заробува народот дополнително и на ова се нафаќа народ само што е очаен. Со тоа нема компромис. Не знам што беше другото што ме праша. Видов вчера или денес видов во Црна Гора 7 часовно работно време. Ние треба да одиме во таа насока, поготово со денешната автоматизација, со IT технологија. Знаете, тоа денес изгледа чудно, но пред само 100 години во Англија, мислам, не знам точно која година беше првата реформа е 12 часовно работно време и деца под 7 години да не може да одат на работа. Значи тоа така оди. Тогаш тоа било успех, сваќате. Денес да им кажеш на луѓето дека деца над 7 години треба да работат во фабрика и 12 часа работно време, ќе ти кажат не си добар. Да, денес гледаме дека и скандинавските држави дури воведуваат работно време до четврток. Така, да. Дури и петок е викенд. Еве за крај колку сметате дека другите партии се подготвени за воведување на социјализам повторно како систем наспроти капиталистичкиот систем? Па не знам колку се подготвени, ние сме подготвени како левица и тоа ќе го промовираме. Видите, ние имаме Смета ли дека народот го сака тоа враќање назад? Па ние имаме добра основа, тоа не е враќање назад. Ние сме живееле во таков систем. Нема да измислиме топла вода. Се што е направено од тогаш ние не стигнавме да обелиме од кога се распадна државата и кога дојде овој таков прогресивен капитализам, така испрогресиравме, имаме изгубени цели генерации, екзодуси, тоа е, не знам што да кажам, кој чума да не фатила, апатија на сите страни. Еве, за крај, која е вашата порака која што би упатиле до плевчани и до граѓаните на овој регион како порака за изборите на 8 мај? Мојата порака е дека ова ни е една од последните, ако не е последна шанса да си ја спасиме државата, од гласање исто за исти, а очекување ново, до сега немаше никаков резултат. Видовме дека во изминативе 30 години сите кои што се понудија на политичката сцена се толку болно властолюбиви што спремни се и сопствените мајки да си ги продадат, а не пак државата, а од друга страна нашите партеници и нашите советници, таму кај што имаме советници, покажа едно ново ниво на политика во кое што најбитни ни се државните и националните интереси. И ние сме таа опција која што јас сметам дека е единствена која што може да стави стоп на ова распаѓање и распродавање на државата и затоа апелирам да ни се даде поддршка. Ви благодарам за издвоеното време и за ова интервју и гостувањето во Инфорегион.